Економија, Европска унија, трговија со дрога, но и босански естрадни ѕвезди и луксузни одмори на јахти. Последен четврток во месецот, во законодавниот дом, седница за претенички прашања. Опозицијата обвинува дека под команда на Христијан Мицковски, претениците не го изгласаа предлог законот за минимална плата. Тврдат и дека власта со сите сили се обидува да се заборави скандалот со 5 тони марихуана, кој не забележани од никој, ја минаа македонската граница. Што да се праша за дрогата, што помина преку граница? Нема одговор. Знам, ќе кажете, Струмица, ваму таму. 5 тони дрога се препакувале, патувале низ истокот на земјата, како јастуци, како јоргани, поминале граница. Не ги видела полиција, не ги видела царина. Таму ги примаат луѓе блиски до СНС, вашата сестринска партија. Премиерот пак му порача на првиот човек на СДСМ дека фирмата во која што се запленети повеќе од 30 тони марихуана е поврзана со поранешен висок функционер на опозицијата. Го праши Филипче дали размислувал за ова, додека одмарал во Дубај. Кога велите не знаете кои прашања да ги поставите, јас помислев ќе ми поставите прашање која е најдобрата песна на Харис Џиновиќ, да следнат пат кога ќе појдете во Дубај таа да ја нарачете, или пак ќе го поставите прашањето дали бевте добро ислунчан на јахта која што крстареше на егејските плажи. Власта и опозицијата се скара и за почесниот конзул на земја во Србија, а тема беа и нелегалните градби. Од Либерално-демократската партија велат дека покресите предупредувања во заштитениот дел околу Охридското езеро никнуваат нови објекти. Како и дали ќе постапите како актуелен ресорен министар, доколку се утврди дека се гради или постојат градби во заштитениот појас на Охрид, и истите се изградени спротивно на она што го бараат законите. Власта пак тврди дека се почитуваат законите и дека ако некаде е издадено одобрение за градба, тоа е добиено врз основа на детален урбанистички план. Велат и дека ако не се флексибилни, голем дел од селата во Македонија би били уништени, ако сакаме да имаме патишта. Ако ние на овој начин ригидно се однесуваме, треба половина села по Македонија да ги изрушиме каде што поминуваат магистрални патишта. Во Лагадин, например, треба пола Лагадин да се сруши и овие што се имаат подпишано на петицијата, главно не живеат таму, вили имаат наследени од комунизмот, треба исто така да им се срушат вилите, затоа што исто така се во рамки на ова заштитено подрачје. Претениците од власта и опозицијата ги вкрстија копијата и завраќањето на Артан Груби и одлуката за определување на куќен притвор. Меѓусебно се обвинуваа и за минималната и платата на функционерите.